Јас би сакала да ги потенцирам и да ги поврзам работите архитектура и статика. Обично граѓаните кога одат да купуваат стан, гледат каков е распоредот, ја гледат во суштина архитектурата. Луѓето забораваат да прашаат дали е направена статичка пресметка, дали е направена сеизмичка пресметка и дали објектот има дозвола за градење и дали ги поминал трите контроли што се направени во ИЗИС. Затоа што од 2014 се прават и 3 контроли на проектираниот степен на објектот, значи проектот, потоа се доаѓа на прво мислење да се види во текот на градбата дали се гради според проектот и второто мислење кога веќе конструкцијата е завршена. Добро би било граѓаните да си ги побараат сите овие документи на увид од тие што го продаваат станот. Све што е после земјотресот, значи од 63-та, односно 70-та година, имаше, тогаш кога тази беше тогашниот земјотрес, постоеше посебна уредба од страна на град Скопје, каде што се викаше дека сите објекти што се градат, мораше да поминат исто така во институтот на посебна динамичка анализа да се види дали би можело тие објекти да издржат земјотрес како што беше Скопскиот од 63-та година. Тој закон или таа уредба траеше негде до 90-тите години. Имаме еден период од 90-тите до 2000-та година каде што имаме еден празен ход, каде што проектантите не доаѓаја да го побарат нашето мислење, ние не би можеле да се осудиме да дадеме некое мислење како и што било со самите објекти. Освен поедини проектанти или проектантски куќи кои што го барае нашето мислење кога ќе им требаше во тој дел. После 2000-та година имаше еден период кога повторно се воведе една неколку годишно контрола од страна на ИЗИС, меѓутоа беше оставено на совеста на самите проектантски куќи и проектантите. Можам да кажам дека Golden Art може да се пофали како компанија која што гради доста совесно, професионално, одговорно, со висок квалитет и прецизност на сето она што ќе го направи. Тоа го покажа и нивната голема спремност при изработката на тој модел кога беше за научно-истражувачки цели. Значи и развојната компонента ке нив постои, што исто така е многу важна. Меѓутоа за објектите можам да кажам дека ке сите објекти без исклучок имавме квалитетни и најквалитетна градба која што беше цена со највисока оценка кај нас. Апсолутно мирно ќе си седе во својот дом, затоа што тие објекти се градени за да издржат земјотрес како Скопскиот, па може да и повисок.